Колега Костадин, ние може би не сме гласали против нашите министри, ама вие гласавте против вашите граѓани. На 4 пати до сега. Кога имавте вие мандат да го смените уставот? Името? Да подпишете договор со Грција, со Бугарија? Да воведите двојазичност? Мислам дека тоа не беше порака од граѓаните. Рековте како сте ги реализирале програмите. Еве само да ве подсетам, колега, а сигурно вие сте итар, лукративен и ќе претпоставите за која општина се работи. Нашата општина не заслужува да живее во рекордна сиромаштија и невработеност. Ова е по амандманот. Пред точно 24 месеци ова се ветуваше. Земјоделците не треба да стравуваат од поплави и губење на производството. Канатларци, големи и мало конјари се поплавија 3 пати, производството никој не им го обештети. Младите треба да градат иднина овде, а не во странство. 300.000 млади заминаа за овие 2 години. Запишувањето на децата во градинка не треба да биде траума. Денес децата се запишуваат со шифра. Првин во штабот, а потоа во градинка. Со шифра, со кратенки, колега Костадинов. 21 век. Предпоставувам ќе се сетите за која општина се работи. Депонијата не треба да биде еколошка бомба, туку извор на енергенси за општината. Бомбава е атомска сега во депонијата за оваа општина. Епитетот најспортски град во државата мора да го вратиме. Денес овој град нема ниту еден прволигаш. Денес не постои спорт во овој град. А не па да го вратите сјајот. Од најфудбалски, од најспортски град, овој град денес стана хорор за спортистите. Општината ќе биде сојузник на стопанството и партнер во отворање нови работни места во реалниот сектор. Ниту едно ново работно место. Ниту еден нов странски инвеститор. Асфалтираните улици во градот и селата ќе бидат економски крвоток на општината и тоа е мој врвен приоритет. Токму овој амандман се однесува на тоа. Да го реализираме врвниот приоритет за оно што го ветувавте. Сите наши амандмани се дел од вашите ветувања. Овдека нема ништо ново. Се што сте ветувале, што сте лажеле, денеска го преточуваме во амандман. Ниту еден амандман не е измислен од пратениците на ВМРО ДПМН. Вие што сте ветувале, денеска ве подсетуваме. За да ги убедиме граѓаните дека сте ги лажеле. Децата и младите се нашата иднина. За нив мора да обезбедиме услови за развој и вработување, тука компромис нема. Ни услови, ни развој, ни вработување. Само карта во еден правец. И враќање нема. Овдека не треба да се сеќавате за која општина се работи. Истото е за сите. И за Рачиново, и за Сара, и за Кочани, и за Виница, и за Струмица. Сите си одат. Сите ќе добијат еднакви шанси за живот во општината. Шанса за живот во општината добиваат само членовите на Социјалдемократскиот сојуз. И нивните функционери. Затоа, колега, и на крајот ова е реченицата. Затоа 15 октомври е историски датум. Време за храбри и зрели одлуки. Да гласаме за живот во нашата општина. Уште неколку дена, 2 години од овој слоган. Граѓаните сега се пишман за тоа што го направиле. Пишман. Ама вие продолжувате да живеете во бариера, во затворен свет каде што ви велат се е супер. Вработување има. 600.000 млади се вратија. Фантомите тие 600... Ви така, колега Костадин, за фантомите? 600.000 фантоми дека имаше? 600.000 фантоми вие баравте. А некни вашиот директор излегува вика, бе, какви ти фантоми, какви ти глупости. Се беше лага. Уште еднаш само ќе апелирам. Поддржете Акети Смилеска во ова што храбро го изјави. Дека ќе гласа за амандманот населеното место Воѓани да добие канализација. Не бараме ништо повеќе. 20 милиони денари. Скромни средства. 20 милиони денари, Костадин. 20 милиони денари. Срамота е. Дневно трошите 20 милиони денари за различни глупости. А граѓаните на Воѓани мака мачат. Затоа што сте пратени кod 4-та изборна единица и ова сте го ветувале.
Денеска ве гледаат граѓаните на Војгани воздух. Тие се чудат како во 2 години не сте аплицирали ниту еден од готовите проекти. Се чудат на готови проекти. Немој да се нервирате. Вршувајте, колега, вршувајте. На народот му е прекипено од лагите. Вршувајте. Денеска, почитувани граѓани на Кривогаштани, за вас е црн ден. Ниту еден од 5 амандмани предложени за оваа општина, колегите од Социјалдемократскиот сојуз не би го прифатија. Единствено Кети Смилеска за неколку амандмани ги поддржа граѓаните на Кривогаштани. Се друго е лага. Ви благодарам.